Добро утро, добри луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, 15 септември, петок. И од сите овие работи што ги набројав, обично би се фатила за оној факт дека денес е петок, но нешто тоа 15 септември ми прободе уши, може така се каже, да, ми прободе уши. И цело утро си мислев, што беше 15 септември и ми текна. Сигурно и вам ќе ви текне, најверојатно ја паметите она чудесна синтагма која што гласеше: на 15 септември овој народ ќе ја земе судбината во своите раце. Да, така беше, звучи познато, значи звучи исто така и нереално. Но 15 септември покрај ова исто така е поврзан со друг момент, а тоа е дека денес е светскиот ден на демократијата. Ден кој што се одбележува ширум светот, не се одбележува и кај нас, најверојатно од очигледни причини, но во случај некому денес да му текне да држи некој говор за тоа како цвета демократијата овде кај нас, ајде прво да ве прашаме вас, што мислите вие? Дали и навистина колку сме демократско општество? Тоа ќе е една од темите. Другата тема ќе бидат измените во кривичниот законник, односно предупредувањата за овие измени од страна на Европската Унија. Третата тема е темата која што вчера навистина ги вжешти социјалните мрежи, па ќе биде интересно ги слушнеме и вашите коментари, а тоа се прашањата, прашалникот, како можеме да го именуваме тоа, од учебникот образование за животни вештини за средношколците. Тоа се прашањата на тема хетеросексуалност. Има многу прашања, не знам вака дали да ве шокирам рано наутро да си го спиете првото кафе, но еве ќе одиме со прашањето од темата, а тоа ако хетеросексуалноста е нормална, со акцент на ако, тогаш зошто има толку многу луѓе со нарушено ментално здравје? Што значи да, прво е тоа ако, второ ова може да се доживе апсолутно како навреда на сите кои што се хетеросексуалци и сите кои што имаат некои ментални проблеми, но за среќа оној кој што ги поставувал овие прашања е навистина нормален, а и оној кој што ги одобрил овие прашања да влезат во наставниот процес за средношколците. Мислам дека ќе имаме интересна дебата во секој случај. Да слушаме кои ќе ни бидат денешните гости: доктор Џонов, кој што е познат естетски хирург од Аџи Бадем Систина. Кои се најчестите естетски корекции, интервенции кај нас и што се нуди, што е се возможно во светот на естетската хирургија? А со свој гостин денес на 15 септември овде во утринската ќе биде и Драган Милосављевиќ, кого што така успеавме да го украдеме додека сме во очекување на новата сезона од Заспи ако можеш. Тоа накусо за сето она што ќе проследиме денес, сега накусо за тоа какво време не очекува. Нормално си ги заборавив очилата, така што се што ќе ви кажам, примете го со резерва. Времето денес ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со слаб до умерен ветер претежно од северозападен правец. Од пладневните часови наместа ќе има појава на пороен дожд со грмежи. Што се однесува до температурите? Минималните ќе се движаат од еци-пеци-пец од 9 до 17 степени, а максималните од 24 до 33 степени. Колку што можам да забележам, во северниот дел има услови за дожд и грмежи, во јужниот нема ни грмотевици, ни капки дожд. Реков со резерва, но она што не е со резерва се вестите кои што следуваат токму сега, затоа што е точно 6 часот и 30 минути. Часот и точно 6 минути, време е веќе да се слушнеме и тоа на трите предлози кои што ги имаме за денес. Ајде да ги видиме црно на бело.
Рековме дека ќе одбереме по 3 теми. Првата е учебникот кој што па благо речено ја шокира јавноста. Еве едно од прашањата кое што им е поставено на средношколците. Ако хетеросексуалноста е нормална, зошто има толку со ментални нарушувања? Верувајте дека има уште многу вакви слични прашања. Претпоставам дека повеќето од вас има веќе можност да ги видат, бидејќи беа споделени по социјалните мрежи, но ако не сте виделе, тогаш ќе имаме можност да ви ги презентираме и овде. Втората тема, вториот предлог што ви го даваме е Европската Унија предупредува некои измени на кривичниот законник се ризик за зголемување на неказнивоста. А токму неказнивоста е нешто што покрај срам најчесто се спомнува во нашата утринска емисија, односно дека неказнивоста е најголем проблем на нашето општество. И третата тема не е произлезена од вестите, но денес, 15 септември, е Светски ден на демократијата. Па затоа ве прашуваме дали сме демократско општество и зошто не, односно дали и колку сме демократско општество. Телефонските линии се веќе отворени, броевите ви се добро познати, така што можеме веќе да го вклучиме и првиот гледач за ова утро и да слушнеме која од овие 3 теми најмногу му привлекла внимание. Добро јутро, повелете, во програма сте. Добро утро. Добро утро. Ви посакувам убав ден на вам и вашава екипа на Алфа телевизија. И нашата екипа ви посакува вам убав ден. Бите на третиот предлог. Дали сме демократско општество? Да, демократско општество. За демократско општество е поим за Македонија. Затоа што да почнеме од премиерот. Со фамилија целосно во Америка. Со целата фамилија. Нигде не видовме отчет за неговите трошкови за фамилијата, бидејќи се работи за буџетски пари. А знаеме буџетски пари од кај се добива, значи од граѓанството. Зошто не убедува за Европска Македонија, кога целото негово изјаснување за оваа демократија, за убавина, за во понатамошниот живот во Европа, ќе ни биде мед и млеко, како што живеат европејците. Во Европа, премиер со фамилија на буџетски трошок, на буџетски пари, нигде не сме чуле, нити сме прочитале по медиуми, значи едноставно за демократија е илузија. За мене демократија за наша држава е космос. Цело значи ова група на социјалдемократи што не убедуваат колку се грижат за население, тоа е илузија. Зошто не прават рекордирани, дека не знаеме, не разбираме, не гледаме, не се движиме. Едноставно не сматрат како во едно баскело, кога ќе ги се извинувам на збор, граѓанството на Македонија, се извинувам, и кога ќе не пуштат од трло, кој каде да се снајде за мислам за овците, да кажам грубо, да се нахранат, да преживеат и пак да се вратат во трло. Тоа сме ние. Дали овие зборови се подобни за емисијава, сигурно дека не се, меѓутоа пак ќе повторам. Еден премиер да те убедува колку се грижи, а се шета и не знам веќе кои привилегии и бенефити ги поседува.
Ви благодарам на вашето јавување. Да, ете, вие се одлучивте за темата дали сме и колку сме демократско општество. Инаку, овој светски ден на демократијата е воведен од страната на Обединетите нации и според Обединетите нации помалку од половина од светското население е управувано од некаков вид, некаква форма на демократска власт. Што значи повеќе од половината не. Добро утро за следниот гледач, повелете програма сте. Добро утро. Ако е воа демократија сега да работи кај нас во Македонија, во онкологија да ги крадат пациентите, тоа ќе го прават и во други држави. Значи тука кај нас се работи грабеж, до нема и каде диктатура голема, а во времето на Груевски тоги имаше па каква таква демократија. Овие што се сега на власт бараат секоја година избори и Груевски им даваше избори. Сега овие нема избори, нема да има избори, се сакат помивно да се гласат, се сакат помивно да биде. Значи народот писка, бара избори, нема да има, редовни ќе бидат изборите. Тоа ли е демократија? Демократија е ако над 50% луѓето од населението бара избори и треба да се дозволи избори. Значи не чинева влада, крадат, пустошат, то не работат. Еве во Албанија, македонците ќе учат со бугарски книги. Таму не можеме да ги заштитиме, и туа не можеме да ги заштитиме. И туа еве нема сукетници. Мила Царовска, тоа што го покрена, еве почнаа да учат учениците. Значи за хомосексуалноста, Мила Царовска и Заев тоа го побара. Значи такво уништување на македонскиот народ што се работи во Македонија, ниту една држава не го работи тоа. Бугарите еве сакат дури и други да бугаризират. Во Албанија дури отидоа таму македонците да ги бугаризират, му дават пасошки, му дават пари, му дават книги, а ни тука не можеме македонците да ги заштитиме и да остане Македонија за македонци да биде. Туку Македонија како територија ќе си биде. Па Македонија, ама дали има македонци со ваква влада? Значи се и се што прават, само да се униште македонскиот народ, да не постои во Македонија. Не само во светот што нема да постои, во Бугарија, ете има таму дел пирински дел што има македонци, тие не можеме да ги заштитиме, ни вие нема да ги заштитиме. Значи че бега народот од тука и во право е тие што бегат, и во право се тие што вадат бугарски пасоши, значи заради тоа што тука нема живот, нема пари, нема работа, нема пет. Тие што кажуваат дека има тука работа, нека работат во градежна фирма да биде како е тука за 300 евра, а во Германија намо за 3000 евра. Значи тука не е заштитен работникот. Тука со оваа приватизација криминална Бранко Здравенковски се направи СДСМ. Значи ваа е криминална приватизација и тука работникот не е заштитен. Колку работници страдат, колку работници стажот не им го пишат, само одат. Ја во приватна фирма имам работено 8 месеци, ден стаж не ми пишаа. И како човек да остане тука да работи во приватна фирма и да ќе кажат тие работодавачите, па тоа не ќе да работи ваа младина, да му работи без стаж, да му работи за мала плата, да му работи времето така да му помине за сув лет, а кога ќе остаре да не може да земе пензија, за тоа ли тука да останува младината? А таа младина тоа што останува, таа не може да се снајде ни тука, ни во странство, за тоа тие таксите остануваат туа. Иначе тие што се вешти, што знаат да се снајдат, тие бегат во Италија, во Германија, во Америка, Ви благодарам на јавањето, го споменавте подамнешниот премиер, да се навратиме на 15 септември, овој народ ќе земе судбината во своите раце. Ајде, добро утро, повелете во програма сте. Ајде, добро утро. Добро утро, Љупчо. За третата тема околу демократијата, па како нема демократија? Сите прават што сакаат, никој за ништо не одговара. И сега немало демократија, мислам, утопијата, да ти кажам право. За првата тема, па кажете ја годината кога е за прирачникот и за кого важи. 2012 година е прирачникот направен. Добро, да ве кажете вие, ние не рековме дека друга година. 2012 е направен, подпишан од тогашниот министер, и тој прирачник не е за учениците, учениците не учат, туку се теми со кои наставниците ги бираат. Работен лист пишува овде. Ете така да се каже дека тој е работен лист, а темите ги бираат наставниците, како што бира понапред у граѓанско општество што е лојален граѓанин, тој што ги плаќал
редовно сметките, бил лојален граѓанин. Тоа го забораваме, знаете. Иска, што и да правиме, да ти кажам право, ние тонеме. Да не кажувам сега некои работи, контрадикторни сме самите на себе си. Ќе има избори другата година, да ти кажам право. Во мај месец, редовно избори ќе има. Во склопова на третата тема, секој прави што сака, никој за ништо не одговара. Од денеска, пазете, од денеска, сите проневери се заборавени, ама ќе се сеќаваме на приватизацијата, а приватизацијата никој не ја поништи. Законот за приватизација, забораваме дека ни една влада не го поништи. И никој не направи преработка да видиме зошто, или да кажеме, или да кога имаше понуда за ретроактивно отварање на приватизацијата, зашто не гласаше во парламентот одредена партија? Знаете, 2014 година, саки ти кажа нешто за мртвите коњи, пошто вчера бев прозван да кажам. Еден стечаен управник на една градежна фирма во Скопје пријави кражба да затвори го стечајот во погонот на 1000 електрични апарати со кои работеа работниците во тој погон. 1000 електрични апарати, бормашини, шмишемни и се останато. И пазете што е штосот. Тие апарати не се расходовани. Едноставно ги има на картица, на попис, ама ги нема у магазинот. Кај се тие апарати, сакам да прашам? Директорите ги украдоа? И усвари ги продадоа на бувјак. 2014 година се затвора стечајна управа. Тоа е една работа. Втората работа, кога Петар Гошев го кажуваше системот на приватизација со лебот, некои луѓе го заборавија таа сцена како го исмејува Петар Гошев, кога го делеше лебот на парчиња кој им рече за вас ќе остане ова. Таа порака тогаш никој не ја свати сериозно. А ако сакате да збориме за приватизацијата, ајде да видиме кој ги купи фирмите во државата. Фесал 2 аранжманов, знаете, го забораваме, 14 најголеми загубари. Кој го потпиши, кој ги затвори 14 најголеми загубари во државата? Ви благодарам, Љупчо, на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Секој утро, добро утро. Добро ви утро. Напред утописти. Јавувајте се утописти, утопизма. Ширете да се некако народот пробуди. Утопијата е многу важна работа. Овие во животот што не направиле ништо, само утопија преповелат. Искра, да кажат за Европа како го гледа судство во наше што се случува. Ајде потсетам, таа Европа носи одлуки, 15 во Бугарија, па не ги спроведува. И дојде сега Европа во манџата да ни тури сол, место сол песок и ги тура. Која е таа Европа? Сега учебниците треба да го посејме сексуалното учење. Од каде доаѓа тоа? Од Запад, од напредните, од Европа, од тие што мажи со мажи деца ќе прават. Така ни треба во учебниците децата да учат. Сега нема што да се мисли во школото дали ќе се воведува такво нешто или не, затоа што електроникава е толку напредната, децата поче знаат него професорите што знаат. И што професорот ќе му каже децата кога она со телефончето све има изорано, све знае од кај иде, што иде и кај ќе завршува. Тоа е сега ствар на секое семејство, на секој родител да го држи детето под контрола и да го воспита онака како што треба да биде нормално во општеството, во животот, во фамилијата и така натака. Овие сега арамиле што покриваат со одлуки, со 300 чуда манипулации, гајде нема ти не се плашат. И тие понатака цапат, да ја разграбат Македонија, да ја растурат. На 15 септември, живот за сите, како рече на крајот, ниједен нема да остани. Од македонците. Значи, живот за сите, за македонците не. Бегајте ни светот македонци, затоа живот за сите нема. Само за понекој има. Абе, народец е народец е.
ние сме криви што не се спротивставуваме, што не излегуваме. Искра, може ли да те прашам нешто? Повелете, демократија е, можете. Дали ќе добиете одговор, тоа е друга работа. Не, ова директно не го кажавте во информацијата. Вчера тргнав за Крушево и мораше преку Кичево додам, рекла патот од Градско за прилет за Крушево е цел ден нема да функционира. Дали денеска важи тоа? Оти треба да се враќам денес пак назад. Тоа кога ќе го вклучиме од АМСМ после вестите, како рековте, кој точно пат? Од Росоман за Крушево преку Прилеп. Од Росоман за Крушево. Ке ги прашаме вработените од АМСМ во 7 часот и 35 минути ги вклучуваме. Пала, многу ти реков вчера, од Сабајле од 8 до 4 попладне ќе биде затворен. Добро. Па преку Кичево, одев таму преку Димикисар. Ќе прашам, јас ви благодарам, да. Ако малку да бидеме од сервисна помош на граѓаните. Добро утро за следниот, повелете во програма сте. Добро утро, Искра, поздрав до тебе. Поздрав и до вас. Па, една од удбашките методи е да се кривицата да се фрли на друг. Обично е државен виновник ВМРО. И нели историјата не беше битна, како сега се враќаме во историја кога нас ни одговара? Значи, ова што ни се случува сега и тука. Да. Значи, пуштете историјата. Историјата си е историја. Затоа некои работи се случиле вака, затоа што во историјата било инаку. Никако муабет да стане за сега. А и сега, кога се зборува за сега, тоа вчера беше, нели, ВМРО, кога ја напушти седницата за платите, а не гласаа против. Сега кога гласаа против законот кривичниот, им направиле кворум. Да не беше ово истиот, значи од Радишани, вчера тоа го кажа, се извинувам што морам го спомнам, да не беше ВМРО, немаше да биде донесен законот. Да. Човече, нели гледаш Џафери што прави? Ако нема кворум, нема да остави на гласање. Да. Ќе ги донесат со скафандери, со комбиња пратениците, другиот ден ќе го изгласат. Ама гледаш ти демагогија удбашка. Тоа е тоа. И јас вчера почнав дискусии за ова учебниците, баш за оваа тема во една емисија, и многу ми е љута душа да ти кажам, на оваа тема најмногу сум љут. И тоа љут на овие потребувачите. Овие што разградуваат се платени, продадени, и они не можат да делуваат вака ако немаат подржувачи, јата. Вчера видов уште еден учебник. Да? Кај што картата на Македонија и пишува нашата држава. Сите околни држави се Република Косово, Република Бугарија, Грција. На Македонија ништо не пишува, пази на картата. Никаков назив. Гола слика. А во текстот нашата држава. Па чекај бе, ние што сме нашинци, ова нова нација? За надвор сме северњаци. Може би требаше така да ја прекрстиме. Така да не се вика. Нашата држава, да. Да. И ние што си по националност? Нашинец. Сега сме ние нашинци. Македонци има во Грција, тамо, нели? А во Македонија има нашинци. Значи нова нација се формира. Затоа и нова историја се формира, се брише историјата. Абе, срам да вие, значи, имате внуци, имате деца. Како не ви е срам, вознати луѓе? Се распаѓа, нели, гледате, ја ништа државата намерно. По сите шавови ја ништа. Што луѓе бевте, стварно ви се чудам. Толку национално чувство да нема. Па Груевски затоа го испркаа, бре. Историјата ви ја напиша на плоштад. Затоа што не читате. За да дознаете историјата. Националното чувство да ви се разбуди. Затоа го избркаа. Не за криминал. Не... Ако е за криминал, треба пола СДС да го избркаа сега во Будимпешта. Интересно, да. Значи, честит светски ден на нашата држава и посакуваме. Така некако да го формулираме тоа. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Искра. Среќа вчера и денеска за втор пат да добија. Јас сум жена сета доба, 80 години, јас се кажувам аматерски. Не можам, како овие што кажа е одлично, супер. Демократска земја. Не е демократска земја, само како Хитлер во времето кога владеел, така исто се владее кај нас овде. Нашите ги протеруваат надвор
се запослуваат, крадат, грабят. Ја од 2001 година, ќерко моја, ја немам доверба во држава, само на она како вели сега нашата држава. А што се работат за нашите чисто македонци, жално, страшно, жално и тажно е. Она што слушат на вестиве, онај грабеж, она богатство. Ја вака на македонците прави што е сака Македонија, кој ќе имат избори, 65-70% да имаат, да ја земаат власта в раце, да почнет од нула, да очистят се, да тргнеме напред, а не да само да тапкаме назад. Кога го слуша Ковачевски како кажуваат како мети млеко да течи во државава, а во државава гледаме како е. Народе македонски се сите се, не е за оружје врате. Да на мирен начин да го зачуваме ова што го имаме, иначе гледате, слушате каде одиме, не во амбис, току во неповрат. То да му е јасно на нашиот народ. Нека се освестет. Жално за младите. Ние стари веќе нема да видиме нешто поарно во држава. Нема. Дадоe сега амнестија на убици, на крадци тешки, а они од 27 април да гниете во затворине. Али имат некој во фамилијата што му работат. Лепо застрадае, леп гладве. Страмно, искра, страмно, не знам што да кажам поќе. Крај е на македонскиот народ, да знае. Да му е јасно. Онај што е градоначалник на Куманово, онај да е фати држава во враце, ја мислам че нешто ќе бит. Имам слушано 100 пати. Ја во него има доверба, ако е во ДСДС билет. Она се што кажуват и што мислит, дај Боже да добие тој власт. Јас ви благодарам многу на јавувањето, да ви кажам дека воопшто не ви беше аматерско искажувањето, без прекин си опфативте горе-долу се за кое што се дискутира деновиве, па и подолг период. И тоа на толку млада возраст, имате само 80 години, да сте жива и здрава. Дали сме веќе подготвени за утринските вести? Да, што значи дека немаме време да вклучиме уште еден гледач, 7 часот и 30 минути, доколку е се подготвено, тогаш се селиме во соседното студио. А сега да ги слушаме најновите информации од АМСМ. Му посакувам прво добро утро на Владимир и да му пренесам едно прашање од еден наш гледач кој што пред малку се вклучи во емисијата. Го интересира дали е пуштен патот Росоман-Крушево. Повелете, Владимир, со најновите информации. Добро утро. Во врска со прашањето од гледачот, ние немаме таква информација дека патниот правец Росоман-Крушево е затворен за сообраќај. Инаку на останатите патни правци сообраќајот се одвија во моментов непречено, сувико ловози со оглед на моменталните поволни услови за сообраќај. Инаку има затворање на патниот правец Велес-Градско, тоа е стариот пат, регионалниот R1102, кој поради асфалтирање се затвора во периодот од 8 до 18 часот, автопатот е отворен за сообраќај. Овие градежни работи ќе бидат денес, утре и во понеделник. Недела нема да се работи на стариот пат Велес-Градско. Инаку во моментов се забележува умерена фреквенција на возила на патните правци надвор од градските средини. На граничните премини нема подолги чекања за влез и за излез од државата. Ке им посакаме среќен пат на сите оние што ќе патуваат. Нашиот телефонски број за вакви и слични информации е 155 55. Тоа е утринава, за сега се од информативниот центар на АМСМ.
Ви благодарам многу, Владимир, на ова вклучување. Да, и сите, впрочем, кои што имате прашања поврзани со патиштата, ги знаете броевите каде што може и да се обратите. Одиме ние сега со следниот гледач, продолжуваме со нашите теми, можеме да ги покажеме уште еднаш трите теми, додека го вклучуваме гледачот. Добро ви утро, повелете во програма сте. Добро утро, почитувана Искра. Добро ви утро. Поздрав до вас и до цела телевизија Алфа. Ви благодарам многу, повелете. Искам во врска со тој формуларот, како беше. Прашалникот, работниот лист, да. Видите, тоа е катастрофа. Тоа одма треба да се отврти. Треба да му јасно на сите доеде, дека треба тоа да се отврти. Како е оставено на самите професори да чуваат, тоа ќе учи детето. Тие се живи срамотилни. Жива брука е. Под хитно инспекциите треба да отврдат каков народ, каква нација ќе создаваме. И да се сигури дека таквото нешто, морам да го речам, муслиманите ќе го отврдат во стат. И што ќе остане после? Да овде ние православните како наивчини на некој, да го речам тој збор, ги учиме тие работи и се глупираме. Тоа е од некои структури дадено да се растури генерацијата младата во Македонија. За ништо друго не е. Тие се некои теории на загол. Ништо друго не е. Страмота, брука и друго сакам вака малку шеговито да кажаме на работа. Почитувана Искра, шкембе чорба се јади со киселина ако додадеме, а не со ливанто или колонска вода. Така да, кога се стави во шкембе чорба киселина, личи и вкусно е. Ама ливанто, колку и да е убаво, не личи. Ова го кажувам фигуративно, што многу луѓе се повикуваат на античките споменици во центарот на Скопје, тоа мене ми личи во однос на славјанската историја како ливанто во шкембе чорба. Заради тоа што, според мене, античките македонци, на чело со Василије II од македонската династија, ние ги ослепи очите на нашите славјански дедовци од војската славјанска на Самоил. И сега нас не тераат да ние ги почитуваме джелатите на нашите дедовци. И уште нешто сакам да кажам. Знаете кога ќе се подобри кајна ситуацијата? Тогаш, кога ќе се сними еден филм за маќите на македонците во кралството на Југославија и отпорот на ВМРО према тоа кралство. Да не се прават многу патриоти и да го премолчуваат тоа. Благодарам и пријатно. Пријатно, да, не навративте бајаги на назад во историјата, да си се вратиме ние на нашата денешница. Добро утро за следниот гледач, повелете програма сте. Пламенка, добро утро. Добро ви утро, Огнен. Прво да ве прашам дали сте добри. Да ви кажам право. Да, останете така. И вие. Повелете, Огнен. Јас пред едно 2-3 месеца во една емисија, не се сеќавам во која телевизија, го спомнав и ова, дека ова ЛГБТ секта ќе ни постави услов за влез во Европска Унија, да мораме и ние да постанеме како нив. Знаете вие дека парламентот во Европа е пола од тие таквите. Па не може вие да дружите ако не сте такви. Скип си такав си, мора да биде така. Кога ќе се промени власта, ако власта земе смер како талибанците, мој предлог е прво да купуваме авиони, затоа што овие предавници што нас ни ја искривија историјата, не ја усмерија државата да оди во погрешен правец, ќе мора да бега. Затоа велам авиони и се тоа, како што кажа претходниот гледач, да се исчисти, да нема трага од тие таквите.
овие Божен преговараат со ВМРО за уставните измени. Во меѓувреме си ја работат работата во промена на учебници, во оние работи што треба да си ги променат, си ги работат. А тоа, откако ќе се смени, повторно ќе кажам власта, треба да се врати назад старото. Европа е далеку, другари. Европа е далеку затоа што овие наши душмани, бугариве, нема шанси да не пуштат ни првото скалило да го пројдеме. Затоа што ако прејдеме од таа страна, тие веќе нивниот сон што го имаат за Македонија, ќе треба да го заборават. Јас мислам дека за македонците, иако песимистички говориме и гледаме, има иднина. Само ако дојдат прави луѓе во самата власт, ако не се изменат како што досега правеа пред избори едно, а после избори друго. Пламенка, ќе те поздравам и ќе ти посекам убав ден да имаш. И јас многу ви благодарам и еве Огнен, ако како што рековте, треба и ние да прифатиме да биваме нешто друго. Еве го списокот што им е даден веќе на средношколците да се одлучат. Ајде да го проследиме уште еднаш. Иако не е многу за утринска, но ако е за децата малолетни во средно училиште, тогаш можеме и ние да го поминеме. Геј, лесбика, јас добро барем нешто научив, дека на македонски било лесбика, а не лесбика, бисексуалец, транссексуалец и на крај од списокот стрейт. Иако не знам зошто е одбран овој израз, кога мора да постои и некој македонски соодветен. Да, и сега еци-пеци-пец да се прави. Ајде, добро утро за следниот гледач. Не знам дали е за смење или за плачење работава. Повелете, во програма сте. Ало, добро утро, секој утро Искра. Добро утро, Слободанка. Поздрав многу до тебе и до Алфа телевизија и до сите гледачи. Да ти кажам најискрено, пријатно ме изненади Сабајлево што те видов, пошто вчера пријатно ме изненади во збор по збор. А така да денеска, пошто вчера беше во збор по збор, викам денеска... Па да не речете дека ме нема, еве ме има, да. Да. И да поработам и јас малку. Така е, него, знаеш, туку знаеш, то нели него ме критикува, па сега тоа него да го извадам од речников, туку сакам да си кажам искра, ова вчера кога за него, сега свати збора, викам за кого зборувате? Него да си кажам, туку да си кажам искра, додека се научам македонски да зборам, ќе приумрам. Него туку сакам да ти кажам искра. Леле, како ме ставија сега, не знам што да кажам од тоа што тела да мислам како правилно зборувам. Да ти кажам искра, вчера кога беше на збор по збор, ме потсети на некое минато време кога стварно се смеевме и кога ќе кажа дека дојдаа подобри времења, не дојдаа подобри времења. Дали ти примети дека и кога имаме ние некоја обична тема, уствари ние немаме нормална тема сега во ненормално време, не ни се дава шанса да се насмееме. Јас така некогаш ќе кажам, можеби некоја глупост да се насмееме малку, со таков тип сум, така може и на моја сметка, ама да се посмееме затоа што ова мртвило ќе не уништи. Така да и вчера на збор по збор... Слободанка, може би затоа што сме хетеросексуалци, може би кога би прифатиле од други опции, ќе е све по-нормално. Тоа сакав искра, ви го зема зборот, сакав да го поврзам. Значи, натаму одевте и вие, да, кај би била грешката? Ајде да се подпрашаме сега, пошто колку е глупаво искра поставено прашањето. Нели? Ако сте хетеросексуална... Демек не се, кога би биле, да. Замисли, ако сте ако се хетеросексуалноста е нормална, види, ако е нормална, значи некој што го смислил тоа, мисли дека не е нормална и сега ме наведува да станеме нормални. Дека јас не сум нормална уствари, дека јас уствари треба да сакам искра. Ама ја искра сакам како личност, како добра душа, како ова она. Не можеш ти мене да ме усмериш,
да јас едноставно да ја сакам на друг начин. Ама знаете што, Слободанка, не може веќе вас како зрела личност да ве усмерат, но кога станува збор за овие чувствителни години, средношколците се тинејџери, тука веќе може да ве усмерат. Ама да, Искра, па тоа сакам да кажам, замисли ти некое момче, повеќе маските се така пострамежливи, замисли ти на некој си 16, 17, 15 години, замисли тој уште тука изгубен некаде, срам му е да му приде на девојче. Кај знаеш ти како ќе делува тоа на него, ќе се подзапрста, чекале стварно, да не вистина треба да не е нова нормално, да не јас вистина треба да го загледам, например, Петко Станко, уместо да гледам Славица Милица. Значи, ова веќе е крај. Ова веќе е крај. Не знам што да кажам, Искра, убав викенд, па се гледаме од понеделник. Ви благодарам. Да, Слободанка, ама знаете колку пати сме рекле, ова е крај, ова е дно и секогаш под дното има уште едно ново дно, за жал. Да, и јас вам ви посакувам, ако ништо друго, барем убав викенд. Добро утро за следниот гледач, повелите о програма сте. Добро утро. Добро ви утро. Некој рече, Господ му го зел умо, а мене му го зел, тие нема ум, како ќе му го земи? Празни главите му се. Умо му го зел. Ни му го зел умо, ни ништо. Тие се толку, како да речам, не знам, ова е зборов што сакам да го речам, дали е навредлив, се толку гнасни, што да не може човек лицето да му го погледни, што да против својот народ и против своите иднини на децата. Значи, не треба воопшто, јас кога го да еден гологлаец на телевизија, го гаснам телевизорот. Не можам да го гледам и да го поднесувам. И тој исто како тој бившиот премиер, денеска едно вели, само штрака нешто на вересија, така да не бидуваме ние луѓе, ни го зедоја паметот нас, не ние нив. Нас ни го зедоја паметот, не знаеме по улица да одиме веќе. Што пратиме, да речеме, малце од малце вака, да речеме елевација, јас други телевизии не пуштам. Така да, со здравје да си го носиме, тешко нас ќе биде. И на децата што се рајджа и што се рајджа доправа, ќе биде тешко нас. Прескачите кажуваше за картата некој. Велеше Косово, околунаc, Албанија, Бугарија, не знам шо, а за овдеки нашата држава, нашата држава. Што значи тоа? Што значи тоа? Значи, воопшто не рачуна дека сме нешто. И затоа вика нашата држава, затоа што веќе тие си ја има присвоено, само уште се чути уште. Ќе се кажи кој до каде, кој дали ќе биде бугарин, дали ќе биде србин, дали ќе биде албанец, уште того нема кажано, а ќе го кажа. Ако има време до изборите, ако не, ќе ги наполна затворени. Ви благодарам на јавувањето, значи ве велите умот ни го зеле, ама душата не може никој да не ја земе. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро. Добро утро. Оде Бабароска. Знам Бабароска, како сте? Јас сум добра, да не ме мислете. Јас секој пат вртам, ама само ако не добијам. Прво, да ти кажам искре, синоќе се слушна со сузе. Добро, во емисија? Не, овде ми се јави дома од дома. Од илеве слушнала, па се загрижила за мене да не сам болна.
Ете, што е добар човек, мило ми е. Вчера, да ти кажам, ми е било најсреќен ден. Прво ми дојдоа на пладне у 12 од Козле, наши жена, што ни ги знам, ни ми са рода. На врата, од кај не знаете, од телевизија. Автограм ви побара? Не, вика 4 пути дојдовме, не те најдовме. Сега 5 пат те најдовме, па се радуем, зрипав, ги гушкав, ги однесов Значи, нив сте ги загрижиле. Пиевме кафе, сакале да ме видат, они не знаат дека не сум сега. И ме праша, дали ти дојдоа искра и сузе. Викам, ми рекла, ако ќе заврше врикината и одморите ќе дојдат. И така и сега сузе ми кажа, дека збореме, дека ќе ми дојдете и ги чекате и другите да се зберете. Многу бе вчера среќна. Најсреќна бе вчера. А сега за темата, што да кажам, ја многу касно си го клучим, може да ми кажеш? 3 теми имаме сега, веќе може да одберете, но еве ќе ве прашам, денес е светски ден на демократијата. Дали сме демократска држава? Ау. Аха, многу сме демократска. Бевме демократска, ама сега не уништија. Малку слушнав во тој неубед од непријатната работа сега на краја што кажува. Ете, тоа смо демократија, да ни донесува. Кучиња да влечеме по улица, место деца, кој ќе видам жена. Куче влече млада жена. Тоа нема врска со демократија. А не влече со дете. Се ежам, искра, се ежам. Не се согласувам. Кучиња по кревет да се чуваат. И у соба, и у стан. Ама никој не ги чува кај вас дома. Во својот дом си ги чуваат. Само у двор се чува. Аха. Куче у двор се чува. А тоа што постојат салонски кучиња? Кои што ќе умрат у двор, ако ги чуваш на ладно, на топло? Само у двор, јас се согласувам само у двор. А у соба, у кревет, тоа е безобразно. Безобразно. Тоа не е пријатно. Јас ви благодарам многу на... Не се сложувам со тоа и затоа таа демократија, што вика демократија, слобода, тоа ни донесла од Европската унија и од овие странците. Каде имало толку дрога бре у Македонија? Не сме знаеле што е дрога, а сега заев ни рече да садеме на тераса, да му е алав. Нека саде он таму и нек се труе. Езек да му е животот, не пропасти, не туру песам да си замена. И сега тој ужива, а ние овде се тресеме секој ден. Колку ми е мило што те видам, што си правиме муде, те сакам многу. Вам што ви е мило, ама очигледно... Ама и секогаш се потресуваме, Искре, верувај. Секогаш не се дига притисокот. Не, никако. Оти неумни работи слушаме, порано било убаво. Ќе отвориме чкави, смешки праje лото. Сега отвориме телевизио, овде смрт, овде поплава, овде земјотрес. Ајде, вам што ви е мило што се вклучивте, но очигледно и на колегите од режија им беше мило што ве оставија олку долго, ако да слушнете и другите гледачи дека се добро, но да знаете дека има луѓе како вас очигледно, што дури кога се одсутни, се присутни кај луѓето, па затоа сакале да знаат дали сте добро. Ова со кучињата не се согласам со вас, знаете, но вие си имате, тоа е демократија, да си го кажете вашето мислење. Што ми ја снимате имате, тоа значи дека Руска всушност беше последна гледачка за денес. Го очекуваме нашиот гостин да посетам уште еднаш, дека тоа е доктор Џонов од Аџибадем Систина. Ќе зборуваме за естетските интервенции. За естетската хирургија, што се постои веќе во овој 21 век и кои се најчестите корекции, интервенции кај нас. Но прво одиме со реклами.
Пристигна и нашиот гостин, доктор Џонов. Ние лиците сакаме да се го наречеме како естетски хирург, но официјално е специјалист по пластична и реконструктивна хирургија од Аџибадем Систина, но и од државната клиника. Докторе, професор, доктор, добро утро, повелете. Добро утро, фала на поканата. Да, ја работам во Аџибадем Систина и јас во клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Знаете дека темата за естетска хирургија, интервенции, корекции секогаш е интересна, без разлика дали некој има можност да ја направи или пак храброст да ја направи. Ајде да почнеме општо што е она што се може да направи естетската хирургија. Видите, вака, во последно време или актуализирана е, иако тој тренд обстојува се уште на актуелноста на пластичната хирургија, конкретно корективната хирургија и естетската хирургија. Не сме све могучи, не можеме све да направиме. Ќе дојдат често пати пациентите пластика сакам, кои што не се доволно информирани, иако морам да признаам во денешно време веќе 99% од пациентите се информирани за интервенциите, што се случува и како сето тоа се изведува. Пластичната и реконструктивна хирургија може да се примени на било кој дел од човечкото тело. Во превод нема нешто што не можеме да смениме на себе? Па да, во принцип, да, со тоа што некојаш на подобро, во мал број случаи може да биде и на полошо. Тоа секако треба да се најдеме измеѓу тоа што можеме да направиме и желбите на пациентот. Да не е само исполнување на желби. Знаеме дека медицината постојано, секојдневно, на некој начин напредува. Колку е токму тоа случајот со естетската хирургија? Па видите вака, со естетската хирургија е случајот да во принцип све повеќе и повеќе се применуваат методи кои што се неинвазивни. Меѓутоа, као друга страна на медалјата е тоа да сите тие методи не се толку трајни. Јас сум хирург, секако ги застапувам хируршките методи и нешто што е потрајно кога се прави нешто да се прави за да потрае подолго, односно да кажам и цел живот. Сите други понеинвазивни методи се со пократок рок на траење и затоа треба да се прават на одреден временски период. Тука нормално, нели, признаено кај народот, односно општо познато со филери, со хиалурон, ботокси, во последно време постојат актуелни се трец, конци, поготово за лицевата хирургија, меѓутоа сите тие методи имаат одреден рок на траење. Вие сте дел и од Аџибадем Систина, но и од државното здравство. Оно што ме интересира е колку успеваме кај нас да ги пратиме светските трендови. Дали сето оно што ќе се појави во Холивуд, веќе го имаме и кај нас, на маса. За класичните хируршки методи секако да. Затоа што не е потребна некоја посебна технологија и во принцип е учењето на техниките и пременување на тие техники. И добар хирург да се. Да, тоа е тоа, нели, едукацијата и затоа во принцип може све да се направи. Каде е потребна некоја повисока технологија, тука секако зависно од која болница, каде, иако во принцип секаде во Скопје горе-доле технологијата на завидно ниво во однос на тие процедури. Сигурно имате некои статистики, се не одиме точно во бројки, но колку се чести кај нас во споредба еве со западниот свет? Честотата кај нас во однос на западниот свет секако е помала. Меѓутоа процентот... Од финансиски причини или од... Па, што од финансиски причини, што од нехраброст, ајде да кажам, за да се подвргнат на еден таков зафат. Секако нашите луѓе знаат да отидат и во странство, меѓутоа и голем дел од пациентите од нашата околина доаѓаат тука, така да они го зголемуваат процентот на тие естетски корекции што ги применуваме на клиниката. А од оние што се вршат кај нас,
кои се најчести? Еве конкретно од вашата пракса, се не може да знаете за другите доктори, што е она? Најчесто лицева хирургија, корекции на гради, корекции на стомак, липосукции. Најчесто сепак би рекол дека корекциите на гради се како процедура чести. Секако ринопластиките, корекција на носот, со тоа што би кажал дека корекции на гради не само кај жените, туку и кај мажите се многу чести поради некој хормонален дисбаланс или поради земање на некои лекарства. Често пати се случува да има хипертрофија на машките гради, па го коригираме и тоа со комбинирани процедури, така да во принцип тие се најчестите кои што се применуваат. Значи широк спектар, ние рековме дека денес ќе се фокусираме на неколку, не можеме да опфатиме се. Секако. Ајде да почнеме од операцијата на гради, иако јас сете мислев дека за жените повеќе, но кажавте и други случаи. Да, не е исклучиво женски феномен. Колку е станува збор за сложена операција или пак веќе е сведена на малтене рутина, на рутинска? Значи, зависно што се прави, доколку се прави зголемување на градите, го правиме тоа со импланти или со сопствено масно ткиво. Има пациентки кои што захтеваат тоа да не се прави со импланти, него со сопствено масно ткиво. Кој е почесто, зголемувањето или намалувањето? Зголемувањето, секако. Не прашувам зошто, добро. Обично намалувањето е поради промена на формата на градата, поради хипертрофија, односно зголемување. Тука има и медицински причини, кај голем број од жените не може да ја поднесат тежината, проблеми со рветниот столб и затоа се подвргнуваат на еден таков зафат. Секако посложен е зафатот на намалувањето на дојката, пошто треба да се извади дел од нејзе заедно со жлездите и масното ткиво и повторно да се состави, да се направи нова дојка. Секако дека тоа се рутински интервенции, веќе кај нас имплантите не траат повеќе од час, час и половина. Имаме добавувачи кои што носат светски признати брендови на импланти, така да од таа страна сме на завидно ниво и да кажам на едно сейф ниво за сите пациентки кои што се подвргнуваат на такви интервенции. А што е со постоперативниот период? Сепак е станува збор за операција, не може да станеме и веднаш да излеземе во град да ги прошетаме. Така? Има ли такви случаи што мора да се прошетаат, меѓутоа секако операција едноставно да кажеме. На што треба се внимава најмногу? Најмногу треба првите 2 недели се најкритични, да се внимава на движењето, да се внимава на напор, забрането е вежбање, дури првиот месец забранет е било како фитнес, првите 2 недели дури и кола возење, така да се има своји ограничувања. Кај редукциите, односно намалувањето на гради е подолг постоперативниот период, може да трае и до 1 месец, затоа што оди со поголеми хируршки резови и сето тоа треба време за да зарасне и да ги намалиме оној процент на компликации кои што можеле да настанат. Сами се дојдовте до другото прашање, кои се можните компликации? Можните компликации... Сигурно тоа го објаснувате однапред, така? Да, секако си имам и своји презентации, мора да се објаснат и компликациите за пациентот да е свесен, иако со нашите рутински интервенции тие се сведени на минимум. Инфекциите сме ги сврлиле скоро комплетно, затоа што секаде се работи асептично и по хируршки принципи. Знаат во некој мал процент да настанат хематоми, кои што обично се разрешуваат конзервативно, без поголеми проблеми, сосем мал процент потребна е до интервенција и кај редукциите тешко зараснување на раните или лошо зараснување на раните. Често пати тоа зависи од самиот организам на пациентот, односно пациентката, доколку реагира малце по екстензивно на тие хируршки резови, знаат тие хируршки резови да бидат појаки, меѓутоа имаме средства со кои што ги третираме за сето тоа да се заврши на крајот добро по пациентот.
Колку е ова операција или интервенција слична, односно сродна со реконструкција на града? Реконструкција, значи, по отстранување на тумор, така? Да. Се работи и тоа рутински веќе кај нас, реконструкции на гради после мастектомија. Секако треба, не може кај сите пациенти, обично во договор кај нас ги работат карциномите на дојка-торакалните хирурзи, обично во договор со торакалниот хирург, кај која пациентка може, кој е погоден кандидат. Малку се покомплицирани реконструкциите, затоа што потребни се повеќе зафати, со еден зафат не може да се реши проблемот. Секако идеално не може да се направат да се издравата дојка и нормалната дојка да се исти. Затоа и тоа им го кажуваме на пациентките, дека е процедура од неколку зафати за да може комплетно да се реконструира обликот на дојката, формата и изгледот. И таа реконструкција можела некогаш се прави одложено, а некогаш истовремено со отстранување на... Од што зависи тоа, како ќе се одлучите? Повторно зависи од тоа, индикацијата е дава торакалниот хирург, односно дали може некоја пациентка на понизок стадиум на кој што укажуваат предоперативните испитувања и може во еден акт да се направи субкутана мастектомија, односно да се остави дел од ткивото, за да може веднаш да се направи реконструкција, а другите ги правиме во два акти, обично после примената терапија, сејф е доколку стадиумот на болеста дозволува, обично после 6 месеци од првата интервенција, односно од мастектомијата, може да се прави реконструкција. Да одвоиме некоја минутка за лицевата хирургија. Што е она што на пациентите или пациентките најчесто им пречи? Најчесто се работат капаци и ринопластики, затоа што зависно од стилот на живот, склоноста, наследството, нели, сето тоа остава траги на лицето. Тука имаме и помошни средства, како што напоменав на почетокот, со филери, ботокси, може нешто да се искоригира. Класично, конкретно за блефаропластиките, за капаците, исклучиво хируршка метода за отстранување на вишок од кожа, на масните перничиња кои се формираат во текот на животот. Ринопластиките, нели, знаеме, тоа е корекција на носот, една од најкомплексните интервенции. Што е најсложено, сакав да прашам? Една од најкомплексните интервенции, меѓутоа секако кај нас и тоа се работи рутински, веќе со години. Следува фейслифтингот, најтрајна, секако интервенцијата трае најдугачко, затоа што е лицето полно со елементи, со нерви, со крвни садови кои што треба да се презервираат и да се затегнува во и лицевата фасција и кожата за да се добие еден посвеж, по-младешки изглед. Меѓутоа, секако тоа е поголема процедура во генерална анестезија, време на опоравок, сигурно 2 недели, отоци и модринки и малку повеќе. И затоа, препорачуваме кај пациенти и пациентки кои што се над 45 години да се прави тоа, за да се овозможи еден подолг период после тоа да не треба да се прават други корекции. Вие сте во контакт со пациентите и пред и по операцијата. Колку може една ваква корекција да им го промени подобри квалитетот на живот? Да ги усреќи? Секако тоа зависи од психолошкиот момент на самиот пациент. Сме се среќавали со такви ситуации да воопшто да нема индикации за интервенција, пациентите ги побаруваат тие интервенции. Прво, ние сме доктори, хирурзи, па на крај естетичари. Секако не треба сите желби на пациентите, меѓутоа во голем дел нели многу им значи во однос на подобрување на квалитетот на животот, подигнување на самодовербата, враќање во некои нели години наназад,
кога биле посрекни, кога подобро се чувствувале и се препознавале повеќе во огледалото себе си. Така да не се плашеле толку од тоа што ќе видат. И од тоа што станало после тоа, нели? Меѓутоа, све си има индикации, затоа секогаш гледаме со пациенти да се најдеме на средина и можностите наши, индикациите за интервенција и нивните желби. За крај сакам само да ве прашам од вашата кариера, кога треба да одвоите еден момент, еден случај или некоја интервенција, на што сте најгорд? Видите вака, пошто ние не работиме само естетика, естетиката е таква кој што е и голем дел од случаевите, да не кажам 90% и поише 95% завршуваат добро. Пластичната и реконструктивна хирургија има широко поле на делување. Ние работиме и повреди на шака, повреди на стопало, мекоткивни повреди, секако и пациенти со кожни тумори и карциноми. Во принцип, секојаш човек е најгорд кој ќе му помогне на човекот во мака. Односно, имало мал милион случаи кај што имало повреди, кои што после тоа, поготово на рацете, пошто нас не одвојува во однос на целиот животински свет функционирањето на шаката. И доколку човек не му функционираат рацете, има проблем со комплетното функционирање во животот. И кога ќе се врати тој момент дека некој може да продолжи да работи, може да продолжи да функционира најнормално и покрај мутилантните повреди и тоа што се случило, мислам дека тогаш сме најгорди и најсамозадоволни да кажам дека сме помогнале некому, или рецимо кога ќе излечиме пациенти со некои кожни тумори кои што рецидивирале, кои што се искомплицирале, а со нашите постапки и интервенции сме ги довеле до ниво да бидат здрави. Докторе, многу ви благодарам на ова ваше гостување. Сигурна сум дека, како што викавме на почетокот, секогаш е интересна ова тема. Ние продолжуваме понатаму, 8 часот и 30 минути е време резервирано за најновите вести на Алфа телевизија. А во продолжение ќе го слушнете и видите Владимир Четкар, кој што е охриѓанец, но може се каже со светска слава. Неодамна ја промовираше новата песна Нов ден. Тој знаете веќе дека живее во Соединетите Американски држави, но беше во Македонија, така што успеавме да го украдеме малку и да поразговараме со него за се она што е актуелно кај него на музички план. Првото утринско кафенце на огромна чест и задоволство ќе го испиеме во друштво на еден од најпознатите македонски музичари. Музичар за кој што буквално дозна и светот и е еден од најбараните музичари во светот. Владимир Четкар, имаме навистина убави моменти за кои што треба да ги споделиме со пошироката јавност. Четкар, најпрво ги ти посакам добро и убаво утро. Добро утро, Ивана, ти благодарам за прекрасната најава. Владче, обично за музичарите се вели дека спијат до доцна во утрото, затоа што навечер нели обично се свирките и забавите каде што тие настапуваат. Па навистина ќе ти се заблагодарам што еве одвои време за да станеш ова утро и да бидеш со гледачите на Добро утро секој утро. Па ги те прашам какво е едно утро твое? Како ти започнува денот? Па стално ми е задоволство прво со прекрасни позитивни луѓе како ти да ми почни денот, бидејќи енергијата е таа што споделуваме со луѓето и така сакам секој пат да ми почне денот со убава енергија, убав муабет. Зависност нормално кога станувам, во секој случај сакам да имам како едно кафенце прво, еден мир, да размислам како што ќе правам дента, кои се обврските кои треба да ги завршам и сакам и со точаков да се повозам малце. Сакам да го уживам животот паралелно со работата.
Така, но оно што за кое што нели ќе разговараме ова утро, она на кое што ти работеше летово, новиот сингл насловен New Day или новиот ден, кој што воедно и најава за нов студиски албум, песна за која што ти потполно се потпишуваш како автор. Да, па песната е како и претходните мои материјали, се наоѓам тука како комплетен автор, композитор, текстописец, продуцент, аранжер и нормално изведувач. Се снимаше во повеќе студија во Чикаго, Electrical Audio, Hi-Fi Studios во Милвоки, едитирањето беше во Њујорк, имаше една интернационална екипа, мои драги соработници кои често настапувам во Америка кога сум, а спотот е пак е сниман во Охрид комплетно со мои драги пријатели, дел од семејството исто така, и е многу позитивен, повеќе позитивни моменти фатени, мајсторски обработени од Бојан Симјановски кој го режираше спотот и го снимаше, и навистина сум презадоволен од целата енергија. Нели јас со песнава сакам да кажам дека секој од нас во еден момент, кај што заглавил на поглавието или на страницата од животот, време да свати кога треба да се сврти нова страница и да почне нов ден. Токму е тоа појано во песмата и на некој начин е нешто што сите од нас можеме да се поврзиме со таков момент. И сакав имав идеја од порано да ги соберам моите најдраги луѓе во еден спот, токму се случи со New Day, пошто знаеш често ќе се собериме со блиските, ќе се забавуваме и тие моменти никогаш не се фаќа на камера, него се останува во нашите мемории, што исто многу убаво. Меѓутоа сакав да се остане едно сведоштво на една и ништо не е глумено, све секако баш беше забава дел од спотот, така се снимаше и се долови тој органски момент кај што сите се сакаме и се прифаќаме такви како што сме, што е многу битно да се прифатиме, бидејќи некој пат ако не се прифаќаш и ако не ги прифаќаш не можеш вистински да уживаш во моментот. И тоа сакав таа порака да пренесам како со песната, така и со видеото. Да, навистина е многу позитивен и тоа како видео записот за новата песна, каде што има навистина трагични нови од твојата фамилија. Ќе ни откриеш ли некој интересен настан, некоја интересна случка за време на снимањето на видеозаписот? Па имаше, бидејќи се снимаше дел во Лагадин, во Вила Бисера, и тука имаше гости, туристи исто така, кои беа од Флорида, сопруг и пар, брачен пар, постои заедничка, тој беше малце пострамежлив, ама сопругата беше опасна и почна да игра, заигра во спотот, заигра со татко ми. И сега си кажам како мајко, се зафркавам со татко ми, ти сега почна со мајка ми да играш, на крај со друга жена заврши да играш во спотот. Така беше малце смешно. Дури тие што не очекував дека ќе заиграја, така да навистина помина како една забава, што да сега ќе си остане за секој пат така едно сведоштво на еден прекрасен момент од животот. Не е ништо глумено, што ми е многу битно. Точно е дека песната е најава за новиот албум, кој во декември, значи ќе заминам повторно во САД, пред кој имам други проекти и турнеи и ќе го завршам снимањето до јануари и ќе го објавам и комплетниот материјал. Да, навистина амбициозно од твоја страна и на почетокот на една нова сезона, нели септември, некако нова сезона за сите за нови работи, ти објавуваш нов албум, дали тоа нова песна се извинувам, нели тоа дали тоа значи дека сепак летото за тебе беше работно и имаше ли доволно време за одмор? Да, си најдов време, нормално и за одмор. Работата јас претходно бев се вратив до јуни бев во Америка, имав турнеја, имав и снимања и кога се вратив во Македонија, нели си продолжи тој постпродукцијски песните се микса, се мастерова и тоа го правев нерми онлайн со инженерите во Чикаго и во Милвоки за звук и си имајдов време, како што спајавме муавет преска, сакам со точаков да си возам околу плаживе, ќе си одам некој пат на чорба до Лагадин и до Поградец, ќе го свртам езерото и навистина е убав предел да кажам, што можеш така да нели кога беше гужвата избегавав, бидејќи опасно е.
малце патот не за никаде околу езерово, посебно нашиот дел. И во секој случај, ако си имаш во тебе идеја, ќе го осмислиш денот и ќе си најдеш време да уживаш. Некој пат се вадиме дека немаме време, ама уствари смрзливи сме, не сакаме некои работи да ги направиме. Дали ќе спортуваш са бајле како што ти трчаш и јас од Точаков, ќе најдеш време и тоа е сепак уживање на некој начин. И за тебе поубаво и поубаво ќе излезеш и некој пат и без кривица ќе се напијаш и пивце нема да или вино нема да чувствуваш вина, да, дека си ги потрошил дека тие калории. Да, дефинитивно онака како ни започнува нели утрото, така ќе ни тече и целиот ден, односно ќе полниме батериите, ти ги наполни доволно батериите во Охрид летово и сега те очекува и на турнеја. Да. Во октомври имам една вистина прекрасна турнеја која ќе се случи во Јужна Кореја на најголемиот фестивал, Ярасум Джез фестивал во Јужна Кореја е еден од најголемите во светот и најдинамичните, можеби најдинамичен фестивал. Таму имав чест да свирам во 2016 година со мешана екипа од Македонија и Америка, а ова година свирам исклучително само со македонци, што ми е многу кеф. И заминуваме заедно сите од Скопје на 4 октомври. Значи, ќе свириме прво во Сеул, во најпознатиот джез клуб во Сеул, и потоа другиот ден свириме во Ярасум Джез фестивал и наредниот ден свириме во културниот центар на Гвангонг, градот, кој е исто еден од економските центри во Јужна Кореја. Потоа патувам за Токио, каде имам средба со Пивайн, тоа е куќата која ми ги издава албумите во тој дел на Азија и токму промоција на синглот и на новото видео и таму и најава за новиот албум. Ќе имам неколку интервјуа на национални радио во Јапонија, што е многу голема работа, посебно бидејќи Јапонија е голема земја и важи за една од најголемите музички сцени на планетата, заедно со Кореја. Не само ради тоа што негуваат ваков стил како јас што работаме на фузија на фанк, сол, джез, него тие си имате свој свет, кей-поп, джей-поп и навистина се големи подржувачи на уметностите и топло му препорачувам на многу музичари од Македонија да почнат да размислуваат да се пробе среќата и на исток, бидејќи не е се ќе се шокираат луѓето кога видат како е развијан уствари истокот, колку имат неверојатни места. Јас сум свирал од Хонг Конг, Малезија, Тајланд, Кина, Индонезија, Индија, Камбоџа, цел тој дел Југоисточна Азија и не знаеш кај е поубаво и многу ентузијазам постои таму. Значи, мислам дека не постои континент каде што немаш стапнато и немаш одсвирено, но знам дека во Македонија ти е најубаво кога имаш настапи, но која е друга останата дестинација да се чувствуваш фино и убаво и сакаш почесто да настапуваш? Па, за тој некој пат е споено с настапувањето и патувањето. Меѓутоа, за настапување секаде ми е мило, нормално и во Америка имам прекрасни настапи, имав скоро е на турнеја во Мидвест, во Кливленд, Детройт, Чикаго, потоа Њу Јорк, па Сан Франциско, значи Сан Франциско е преубав град, тука е Напа Воли, прекрасни вина од Калифорнија, преубава природа, Јосемити паркот е тука, кај што се тие стени како драматично изникнуваат од земјата. Нешто слично како Метора во Грција, без манастирите, ама уште подраматично, многу поголеми стени. И секој сум Хавај. Хавај е неверојатен рај, значи спев на големото острово токму за новогодишни период, не сега, него пред години. И секаде е убаво ако имаш настап и ако можеш да го скомбинираш со патување. Меѓутоа, една од најубавите дестинации ми остана, би рекол, Тајланд, тој дел, бидејќи таму многу често настапувам, посебно пред ковидот. И толку е екзотично и толку добра храна, според мој вкус, постои што стално нешто ќе најдиш. Таа различитост комплетно драстично, нели, тука ќе се најдиме заеднички во Медитеранот, Балканот. Тоа е поинаков шарм, ала му е скроз поинаков шарм. Ако спомнав Медитеранот, тоа ми е можеби најубаво место, меѓутоа само за патување. Поиќе како дојдеш да видиш
Грција, Италија, островите, јас сум голем љубител на археологијата, историјата. Тоа си го правим во Македонија, да си патувам по нашиве археолошки локалитети и убав е животот кога цениш појќе работи, кога имаш интересни хобија. Јас сакам да го спомнам сето, љубовта кон уметноста, кон физичката активност, кон храната, кон пијањето и мислам убава, сакам многу квалитетни вина и затоа и животот е убав. Дека толку кратко некако трај и убаво е да го живиме. Да, сега одиш на турнија, но кога ќе може да те види скопската публика која што со нетрпение те очекува да имаш настапи овде? Многу се радувам што на 26 октомври, точно после завршувањето на турнејата во Јужна Кореја, ќе дојдам во Скопје и ќе свирам на Milk and Blues фестивалот на 26 октомври во Public Room. Тоа ќе е една, да кажам, поретка прилика тука што ќе настапам. За жал, бидејќи така се погоди работите, сакам почесто да сум дома. Летово имав само еден настап во Охрид за вино и джез евентот кој го организираме традиционално секоја година. И тоа беше преубав настап, споевме две убави работи, и вино и музика, и прекрасни беа гостите. Стално пробејува едно расположение, многу оптимизам, многу убава енергија на сите настапи и сум благодарен на тие што ме поддржуваат и што доаѓаат на тие настапите, бидејќи никогаш немало негативна енергија. Некако самата музика и ги селектират и луѓето со убава енергија и верувам во тоа. Така да во Скопје 26 октомври и се надевам ќе се видиме и ќе направиме уште појака енергија неголи прековните настапи тука. Да, Лоче, ти посакувам успешна турнеја сега во Јужна Кореја, те очекуваме во Скопје и секако на уште едно интервју негде во декември доколку се вратиш тогаш за промоција на албумот кој што го најави. Ти благодарам, Ива, да си здрава и жива и да се гледаме само за убави работи, да промовираме нови материјали, да си правиме муабет и да се дружиме, така тоа е животот. Да си помини, така да кажам, све со лес. Happen to me, many great things will be. What's gonna happen to me? Beautiful things I'll see. All my worries, they're gonna go away. Love and sunshine. Така, од овде од студиото сега малку ќе излеземе надвор, ќе одиме пред Младинскиот културен центар. Бела веќе ја имаме на линк, другата половина од Еврокремот. Бела, добро утро, како си? Добро утро, Искра, одлично, благодарам. Како си ти? Одлично ти благодарам. Веќе стигнавме до твојот линк. После овој линк го очекуваме во студиото и Драган Милосавлевиќ со неговата гостинка. Оно што за тебе знаме дека ќе најавиш со твојата гостинка хуманитарен настан. За што станува збор, Бела? Токму така, најавуваме хуманитарен настан. Ќе започнам со капка музика, капка љубов, капка по капка живот. Ова е мотото на утрешниот настан кој што ќе се случува во просториите на Младинскиот културен центар. Сакаме да му помогнеме, односно потребни сме му многу на Леонид Индов. Тоа е 18 годишното момче кое што буквално се бори за живот и нашата помош и нашата рака е многу потребна во овој момент токму за него. Сите детали кои што се поврзани за овој ден на хуманоста, како што го насловија овој наслов кој што ќе се случува, овој настан кој што ќе се случува утре, и слушаме во продолжение од нашата гостинка. Организатори на овој настан за утре се всушност невладината организација Јас сум жена, а представникот таму ни е Анета Механџиска. Добро утро, добре дојдовте во Добро утро секој утро. Добро утро, добро ве најдов. Под слоганот Ден на хуманоста од срце за Лео, утре организирано со поддршка од Институтот за трансфузионална медицина на Република Македонија и во соработка со 40 на други невладини организации, граѓански здруженија и многу хуманитарци, се организира хуманитарен настан
крводарителска акција и донаторска акција, се со цел за помош на младиот Лео. Настанот започнува во 11 часот и продолжува во 13 часот со малце забава со диџеј Оги Псилон и ќе трае до 16 часот. Ке се подсетиме зошто сме му потребни на Лео, ве молам, во оваа прилика и покрај тоа што и нашиот медиум како општествено одговорен медиум постојано го врти телопод со цел да ја помогнеме што е можно повеќе за Лео, да ги разбудиме срцата и хуманите на луѓе. Зошто сме му потребни на Лео? Лео веќе точно подолго време се врти по социјалните мрежи. Е средношколец од математичко-информатичката гимназија и наместо оваа година да започне со своите другарчиња, 4-та година, за жал се уште е у Грција во болница, поради тешката состојба не може да го донесат, нели, транспортот е ризичен. Поради тоа треба за лекувањето многу пари. Затоа и ние со срце и организираме оваа акција да подадеме рака. Лео е многу значаен за нас, особено за наградата која ја доби. Се пријавила на NASA Space Challenge App, каде имаат направена апликација за следење на меѓунаредната вселенска апликација, мислам, така да Македонија ни ја представува во позитивно, убаво светло и редно е ние да вратиме од срце за него. Уште од најмала возраст, на само 18 години, веќе мудро, паметно момче, му посакуваме побрзо да закрепне, тоа е она што јас ќе го додадам на самиот крај. Ви благодарам многу за одвоеното време, посакувам овде да биде полно, посакувам да ги разбудиме сите оние хумани граѓани кои што ќе се приклучат на хуманитарната акција која што е предвидена за утре. Се надевам дека луѓето ќе бидат хумани, со отворено срце ќе дојдат и затоа користиме и оваа можност да ги поканиме да дојдат и на дружење и да покажат својата хуманост. Ви благодарам за одвоеното време. Токму така потсетуваме Ден на хуманоста 16 со почеток во 16 септември, со почеток во 11 часот во Младинскиот културен центар. Ке се одржува токму една мала забава со цел да се донираат средства за Лео, но воедно ќе има простор и период за крводарителска акција за сите крводарители кои што сакаат, значи сите крвни групи можат да донираат крв за сите оние на кои што им е потребна помош, да ја покажеме хуманоста. Ден на хуманоста е секој ден почитувани. Бидете хумани и покажете помош на оние на кои што најмногу сме им потребни. Во продолжение останете со програмата на Алфа телевизија. И дојде тој момент да ви го најавам, дами и господа, овде во студиото Драган Милосављевиќ. Се треба да снимен аплауз да имаме овде. Ова веројатно во меѓувреме додека се очекува новата сезона на Заспи ако можеш, му доаѓа нешто како генерална проба на Драган или пак можеби му било здодевно, па решил да не удостои со неговото присуство. Добро утро. Добро утро, Искра, рака рано наутро, морам да признам. Особено задоволство чувствувам. Меѓутоа, искрено да, ова е еден вид увертира на Заспи ако можеш, која што петата сезона ќе започне во понеделник. Здравје Боже, да, колегата Горан Мираски, ти благодарам. Искрено ги слушав претходните разговори и се согласувам со Бела дека хуманоста треба да биде пред се. Морам да признам, го гледав и господинот за што зборуваше за естетските корекции. Сакаш нешто да коригираш? Па јас се уште не сакам да коригирам, меѓутоа задоволство ми е дека се наоѓам во присуство на дами кои што апсолутно немаат потреба од никаква естетска корекција. Секогаш шарме. Се разбира, од десна страна е Искра, од левата е мојата гостинка за денеска, пратеничката Ели Панова. Добро утро, Вело. Добро утро за гледачите на Алфа телевизија. Добро утро и благодарам на поканата, Драга. Пратенички Панова, мораме да влеземе во сериозните води, едноставно така стојат работите во собранието. Денеска би можело да се формира анкетна комисија за случајот за криминалот во онкологија.
Вие како партија, се разбира, вие сте од ВМРО ДПМН, заменик координатор сте конкретно на пратеничката група, постојано укажувате дека криминалот тамо не е од вчера и дека овој криминал мора да излезе на чистина, мора да излезе на виделина со сите консеквенции за секој што е виновен и веројатно анкетната комисија е еден чекор во тој правец, би рекол. Долго време затајува надзорната улога на собранието, кој што веројатно сега е крајно време да ја оствариме ние како пратеници. Токму заради тоа поднесовме една иницијатива за формирање на анкетна комисија, која што денес треба да биде на Комисијата за политички систем, каде што треба конкретно да се донесе одлука за формирање на оваа анкетна комисија со утврдени цели за нејзиното работење и понатаму да продолжиме низ процедурите утврдени со деловникот во собранието. Искрено, јас не очекував дека ќе помине, меѓутоа гледам дека и пратениците од власта чувствуваат одредена одговорност за целава оваа ситуација и се надевам дека во текот на денешниот ден ќе имаме конечна изгласана одлука и од наредната недела би почнале со работа токму на оваа анкетна комисија, која што навистина би требало да извади на виделина политичка одговорност на поединци кои што во изминатите 6 години и тоа како имале врска со случувањата и криминалите на онкологија. Проблемот е во тоа што ова е скандал над скандалите. Така. Значи, ваков скандал, ваков суров, безоđен, безчувствителен, како да го наречам, нечовечки криминал, одземање на лекови од луѓе на кои што тоа им е спас или можно за спас на животот, нешто невидено е до сега во македонски рамки, меѓутоа ние сме навикнати на скандали секој ден. Така. Можно ли е и овој скандал веќе додека откако излезе овој скандал имаше уште 3 нови? Така. Јас што ги запамтив, веројатно има и повеќе. Едноставно се наоѓаме во ситуација кога општеството веќе не може да издржи толков степен на скандали. Така и ние не можеме доволно да ги истретираме сите и практично ги забораваме, односно поради премногу скандали недоволно се задржуваме на истите и токму поради тоа беше нашата иницијатива во собранието, затоа што мислиме дека овој скандал мора да се расчисти, станува збор за човечки животи. Искрено, секој од нас некогаш отишол на онкологија, имал свој близок таму. Недовербата која што во моментот ја има во медицинскиот тим на онкологија е недозволена. Практично луѓе таму треба да одат со надеж за живот, а не да се плашат дали ќе го преживеат и моментот во кој што треба да се најдат на онкологија. Околу ова, министерот Меджити гарантира дека во овој момент, тоа е многу интересно, вели во овој момент сигурни се лековите. Меѓутоа тој вели пред јас да станам министер, пред јас да преземам контролата, не знам што се случувало. Вие велите дека најмалку 2 до 3 години, како партија зборуваме, веројатно и подолго, се случувале такви работи, меѓутоа имаше од власта пораки дека всушност па не е така, цели 20 години тамо имало скандали. И воопшто во нашиот здравствен систем, вели 20-30 години има скандали. Тоа е еден вид обид да се прикаже, па и во времето кога ВМРО ДПМН ги имало истите криминали кога беа на власт. И претходно, не знам, во времето на Бранко Црвенковски, можеби, па во времето на Љупчо Георгиевски и така натаму, тој е обид да се релативизираат работите. Секогаш би сакала да зборувам врз база на факти и аргументи. Пред нас го имаме извештајот на Државниот завод за ревизија, кој што уште во 2021 година ги увидел недостатоците на системот на онкологија. Практично утврдил дека като системот таму не работи, не функционира, дека недостасуваат лекови, дека балансот на или ова што е практично примените лекови и она кој што го има на попис не соодветствуваат, недостасуваат огромни парични средства, онкологија се наоѓа во криза и токму таму се посочуваат и лицата кои што би требало да имаат директна одговорност, меѓутоа досега еве 2 години поминале од тој момент и ништо не е направено. Очигледно никој не го прочитал овој извештај, а тоа беше и една од нашите цели да ги разгледаме барем
документите со кои што располагаме, па можеби од таму може да се извлечат одредени заклучоци и се надеваме дека конечно ќе има епилог и некој ќе превземе одговорност. Да, искрено се надевам и јас на тоа, меѓутоа се сомневам во овие околности. Веројатно ќе биде потребен еден сериозен резет државен за да дојдеме дури воопшто до можност да почнеме да функционираме како држава. Меѓутоа, сега имаме уште две работи кои што се многу актуелни, меѓу другото. Едната од нив е така наречениот предлог закон за амнестија, кој што вие како политичка опција не го одобрувате. Амнестија која што се однесува според објаснувањето на власта, за тие што не знаат, лицата осудени до 6 месеци воопшто нема ќе излезат од затвор или воопшто нема да одат, тие до година и пол ќе добијат намалување на казна и така натаму, се со цел, според објаснувањето, да се ослободи место практично во пренатрупаните македонски затвори. Драган, чиф е овој предлог како прво? Ние како пратеничка група во собранието немаме се уште видено конкретен предлог од страна на Министерството. Од една страна видовме дека минатиот период се разликува тоа дали промовира одреден закон министерот или Министерството. Што е неверојатно. Што е неверојатно, заради тоа што од една страна некој подпишал, па друг поддржува, па не поддржува, а заменичката министерка минатата недела излезе на седница, кога стануваше збор за кривичниот законник и буквално лажеше за содржината на истиот, на кој ние да веруваме. Министерот не нашол за сходно да направи една целосна анализа зошто сега е потребна една ваква амнестија, ако воопшто изборите не се причина за тоа. Ние во извештаите на Народниот правобранител, еве јас додека сум пратеник, 3 години наназад ја гледам состојбата во затворите дека е непроменета. 3 години има премногу луѓе, катастрофални услови, па ние сме држава во која што имаме рекорден најголем број на избегани лица од затворите и тоа со причина. Што значи дека целиот систем воопшто не функционира. Ние имаме кризна состојба каде што војската е на помош во затворите. Ние имаме таму недостаток од кревети, практично луѓе спијат по ходници. Насоките од Народниот правобранител се во ред. Состојбата во затворите е катастрофална и мора да се реши. Но ние треба да видиме што е идејата на министерот и зошто оди со амнестија. Да видиме една целосна анализа колку луѓе би требало сега да излезат од затворите и што ќе прави министерот во наредните 6 месеци кога ќе се ослободи просторот во тие затвори. Дали ќе работат на подобрување на условите за воиднина. Или единствената цел е тоа што се приближуваме пред избори, а министерот треба да си направи свој личен пиар, да се појави сега наеднаш во затворот, без при тоа да го посети тунелот кој што го градеа затворениците за да избегаат од него. Една катастрофална состојба, морам да признам. Меѓутоа, предлог законот за амнестија кој што официјално е веќе во влада, не сум сигурен. Знам дека не е пред вас и дека сте го виделе. Да го видиме, некој велат во влада е. Значи законот, како што гледам, има различни шпекулации, повеќе верзии, се додека не го видиме во собраниска процедура, истиот не би сакала да го коментирам. Заради тоа што сведоци сме дека заедно зборуваме, на крајот на хартија добиваме сосема нешто друго, некогаш во законите, во ситниците, во запирките и во сврзниците е суштината и затоа да оставиме да го видиме законот во собрание, да ја видиме оваа анализа за која што зборував, а која што би требало еден сериозен министер за правда да ја направи како прилог на овој закон, што е тоа суштински што ќе го промени во наредниот период за условите во затворите и да видиме дали ќе има едноставно консензус, заради тоа што видете еднонасочната комуникација која што ја објавуваше на Facebook министерот не е консензус и не е диалог за носење на било каков закон. Да, меѓутоа така е со оваа влада веќе подолго време, ако сме реални. Сето тоа го прават исклучиво за личен пиар и ништо друго. Меѓутоа мора да признаеме, овој предлог закон за амнестија е секако поврзан со измените на кривичниот законник кој што поминаа во собрание на еден специфично грд начин би рекол.
при тоа дојде до разни непријатности, веројатно на релација меѓу најголемата опозицијска партија и останатите кои што се расправаа кој всушност направил кворум во собранието за да има гласање, иако тамо јасни се пропозициите на кој начин се доаѓа до кворум и како законите поминуваат. Кривичниот измената на кривичниот законник многу мене ја поврзуваа со матни игри во позадина кои што би требало да предизвикаат условно, не условно, туку многу директно пратениците од ВМРО ДПМН да гласаат за уставни измени. Не верувам дека дури најнеупатениот гледач не ги знае овие компликации кои што стојат во позадина, меѓутоа колку е реалноста од сето тоа? Јас би сакала да го искоментирам сето ова низ едно мое видување на работите. Јас сметам дека кога ги истрошија сите други механизми, оваа влада остана единствено да се потруди да креира една психолошка војна во Република Македонија, се со цел да го убие и она малку останатиот морал на македонецот. Зошто го зборувам ова? Заради тоа што практично наместо, бидејќи тие се очајни, свесни се дека според сите анкети ќе ги изгубат катастрофално наредните избори и можеби нема да достигнат ниту 120.000 гласови според бројките со кои што располагаме. Што практично СДСМ ќе ја префрли од првата лига во тоа значи дека тие својот рейтинг не можат да го кренат. Единствено што можат е да работат да го намалат нашиот висок рейтинг, се со цел ние да не добиеме 61 пратеник на наредните избори, кои што се известни кога и да се случат. Па и без 61 пратеник нема да ги спаси нив од ова го прават, значи до моментот кога ќе стигнат до изборите, народот да има тронка, сомнеш во пратениците на ВМРО ДПМН и гласањето за уставни измени. Уставните измени под бугарски диктат нема да се случат, тоа е кажано не еднаш, 1000 пати. Ова е за нас затворена тема. Доколку има било каква дилема, истото може уште утре да се стави на гласање во собранието и да се видат бројките, но за да го покријат овој свој недостаток, оти практично нема како да го уништат нашиот рейтинг, сега прават едни конструкции кои што за народот кој што не ја познава процедурата во собранието, не знае што значи кворум, не знае што значи европско знаменце, не знае што значи скратена постапка и така натаму, ќе му створат тронка сомнеш и ќе продолжат да крадат, да го оплечкосуваат македонскиот народ, да го руинираат целиот систем. Буквално народот секојдневно да гледаме дека излегува по протести, тендерите и понатаму да функционираат и да да си носат пари, а за сето тоа повторно да биде виновно ВМРО ДПМН. Ми се допадна терминот психолошка војна, морам да признам и јас ќе го користам понатаму затоа што потполно се согласувам. Се наоѓаме во психолошка војна во момент. Потполно се согласувам дека токму тоа и не верувам дека е смислено локално, мислам дека смислено од скапо платени пиар експерти кои што доаѓаат од странство и сето ова го прават со причина. Тајмингот за законите и за кривичниот закон и за законот за амнестија се во исто време еден дефокус од реалните проблеми на граѓаните. Од темата со онкологија, од темата со Соравија, од темата со Мерко, од аудито на Артан, од еден куп тендери. Пратенички можеме да ги набројуваме до утре, а сето ова е, повторно ќе повторам, со цел дефокус на македонската јавност, а на народот мислам дека сето ова му е многу јасно. За жал, веќе дојдовме до крајот. Мене ова ми е премногу брзо искрено, меѓутоа така стојат работите во утринската емисија. Претпоставам дека и ти имаш прашање за нашата гостинка. Јас би преминала од ова интересен термин од психолошката војна. Јас би ја сакала да ја запрашам за една друга психолошка игра, која што беше најкоментирана денес со гледачите, а тоа е оние предметот животни вештини за средношколци. Какви вештини им се промовираат на средношколци, ученици кои што се во најчувствителните години, прашањата за хетеросексуалност, во кои што во превод испаѓа дека хетеросексуалноста не е нормална. Искра, јас би повикала да го погледнете протестот кој што се одржуваше вчера
во Струмица, а кој што беше организиран од еден родителски фронт. И навистина можам да кажам дека сум горда на тие струмичани кои што решија да излезат вчера и да го кажат гласно својот став околу токму овие прашања, кои што се поврзани со концепцијата на Мила Царовска. Ние многу зборувавме за таа концепција, за штетните последици кои што истата ќе ги има понатаму, а денес ги гледаме ефектите и резултатите од истата. Практично народот, македонските граѓани и македонските родители морат малце поактивно да се вклучат во воспитно-образовниот процес, особено преку родителските совети кои што ги има во училиштата и да почнат да реагираат дека вакви писанија, вакви учебници, вакви скрипти или не знам веќе што се, не се дозволени и ние нема да дозволиме на нашите деца да се промовираат истите. Да, ако ги оставиме така ова да ги воспитува, можеме да замислиме што ќе се случи. Јас и на 20-та многу ви благодарам, би сакала исторно почесто да ви имам во нашата утринска и благодарам и на сите гледачи кои што ова утро беа со нас. Останете со програмите на Алфа телевизија, следуваат најновите вести и секако ви посакувам убав викенд.